Кога е изградена куќа? Мај месец ланска година. Дозвола имавте за градба? Дозвола немаме за градба. Како изградите тоа? Ама ја изградиме, прашаме, не ни дозволува, веле. Ќе чекате после. Тоа не веле. Решение за да се граде куќата нема. За рушење тоа не знам моментално пребидејќи родителите старите за тоа знаат. За да има план за правење нема. Оваа куќа е градена зашто они се од Галиште, тамо нема средства за деца да му школуват, немат никаква могуćност и мора да барат некако средства за и они да се снабдат да дојдат до градот. Статистичките податоци јасно укажуваат дека во општина Кавадарци бројот на бесправно изградените објекти секој година е во значителен пораст. Така во последнава година, стамбените и помошните бесправно изградени објекти, што се регистрирани како такви, изнесуваат 2/3 од регуларната стамбена изградба во приватниот сектор. Заради таквата состојба, градежната инспекција на секој лице кој отпочнува да гради без одобрение од надлежниот орган, му донесува решение за рушење на објектот. Меѓутоа, и таквите мерки не се прешка дивата градба да добива се поголеми размери. Искуството покажа дека само управните мерки што се превземаат од инспекцијските органи не се доволни бесправното градење целосно да се елиминира. Главна причина која што ние ја сметаме како причина за појава на дива градба е големиот механички и природен пораст на населението. Расположивиот стар стамбен фонд не ја задоволува потребата од ова зголемување, бројчено зголемување на населението. Така да луѓето кои располагаат со досегашни стари станови захтеваат да изградат современи модерни станови. За таа цел тие бараат и се обраќаат до органот да изградат нови станови. Меѓутоа, недостатокот на комунално уредени плацови ги тера луѓето да тие одат во бесправно градење. Потенцијалните градители на бесправна градба од населението, што се категоризирани како механички прилив, се воглавном работници со пониски лични примања. Истите со самото доаѓање во градот од село доаѓаат во град, немаат обезбедено простор за живење. Поради тоа, тргнуваат да бараат слободни плацови од организациите каде се вработени, исто така не може да добијат приоритет за добивање на стан, па поради тоа тргнуваат да градат бесправна градба. Тоа сметаме дека е една причина од појава на дивата градба. Друга причина за појава на бесправна градба, по наше мислење, е следна. Ако механичкиот и природен пораст на населението во град Кавадарци е неминовен пораст, односно неминовна појава на општествено-стопанскиот развој, на истиот овој развој не се адекватно акцептира со изработка на урбанистички планови. Каснењето во изготвување на урбанистички план мислиме дека е втора причина за појава на бесправна градба. Меѓу другите проблеми што требаше да бидат решавани пред ова интересна заедница беше и прашањето на дивата градба. И тоа спречување на понатамошно изградба на диви објекти и легализирање на досегашната дива градба. Проблемот уште у почетокот на формирањето на интересната заедница беше уочен и беа превземени првите мерки кон решавање на овој проблем. Прво што сакавме да го решиме беше изработката на еден урбанистички план за районите каде што оваква
Дива градба постоеше, а исто така и изработка на урбанистички план за останатите делови во градот. Иницијативата ја повлече интересната заедница, заедно со органите на собранието, и веќе таков урбанистички план е изготвен и усвоен од собранието во град Кавадарци. Урбанистичкиот план ги уклопува голем дел од дивите градби. За едно општо задоволство, овој урбанистички план скоро 95% ги уклопува сите диви објекти, додека околу 5% остануваат објекти кои што не се уклопени во тој урбанистички план и треба понатаму да бидат третирани и решавани како диви објекти. Зошто е срушен овој објект? Па, nije imao gradežnu dozvolu i po našim propisima i odluci ne može objekt da postoji bez dozvole. Кога е срушен? Negde krajem maja meseca. А овој објект до него? Ovaj objekt do nego, taj je bio počet da se gradi bez dozvola, međutim kasnije je dobio legaliziran, dobijena je dozvola i u redu je sa njime. Има дозвола тие таму. Ima. Зошто добија тие дозвола? Ima i dokument za sopstvenost, mesto je urbanizirano, podneli su molbe i mislim išlo je redovnim putem i dozvole je dobijen. Preko Zavoda za urbanizam i preko Sobranija, tako da je to sve u redu tamo. Objekt se gradi po planu kakav je dobio i po lokaciji, tako da nema odstupanja, nema ništa, sve u redu. I ovaj objekt u začetnoj fazi je bio porušen, međutim stranka, investitor je iskoristio moment da je za jednu subotu i nedelju, eto vidite kako, to je izgradio. Boga mi, dugo vreme ne možemo da ga nađemo. Doma je, u selo. Ne možemo da mu rušimo objekt zato što po našim tamo nekim odlukama mora da bude prisutan tu, da ima pokanu. Pokanet za dan koga treba da mu se ruši. Tako da već 5-6 meseci stoji ovako zatvoreno s ovim kartonima i ovo. Сега ако не се појави нема да му руши. Pa ja mislim kako smo predvidjeli ima za više objekata, uzet ćemo buldožere, onda ćemo morat posredstvom da ga nekako dovedemo ovde. Da. I ja mislim da... Знаете кој е лицето? Znam lice koje je, on isto takođe nema dokument za sopstvenost, ima nadvorešen dogovor. Objašnjeno mu je u opštini da ne može da gradi, međutim i dalje tvrdoglavo sagradio i eto vidite. Запаздување на формално правната постапка за откривање, односно рушење на објектите, дава можност за одолговлечување на постапката и овозможува недисциплинираните граѓани додека да помине времето за жалба, односно дека се врати решењето од второстепениот орган, да ја завршат веќе бесправно изградената дива градба. При вршење на контрол од градежната инспекција се доаѓа до големи проблеми. Градежните инспектори на терен наоѓаат како луѓето почнуваат да градат диви градби. Тие ја спроведуваат постапката, управна постапка која што ја пропишува законот за донесување решење за рушење на бесправните градби. Зошто во текот на градењето не ги спречувате луѓето? Pa pokušavamo, ali nismo u mogućnosti jer nemamo ni mehanizacije ni sredstava za rušenje. Rušimo priručnim alatom sa kopačem i sa mlatom, međutim beton i armirani beton za to ne odi. Buldožer nemamo, preduzeća koja imaju, posjeduju te mašine, teško se odlučuju u stvari i ne daju uopšte. Nezahvalan posao, njihovi radnici nerado dolaze da ruše i tako. Ovo je formalno rušeno, mi ga vodimo tamo kao da je realizirano rešenje, međutim vidite, beton sa tim priručnim alatom ne ide. После не се обидел тој да гради никој.
stao je, nije se pojavio više, a ovo je objekt rušen prošle godine, u julu mjesecu 75. Još nije ni postojao urbanistički plan, nije se ni znalo da li tu postoji objekt ili ne. I sad stoji. A ovaj objekt isto je srušen. Ovaj objekt je zapisan i stranka je prestala da ga gradi, nismo ga rušili, ali prestala je u onom momentu kad smo ga zapisali i stoji to još isto 75. godine. Zašto ne sme da gradi to tu? Pa, mi smo mu dali rješenje za rušenje, dali smo mu naredili smo mu u zapisniku da prestane sa daljom izgradnjom dok ne reguliše pitanje dozvole i lokacije. Кога идем обично на терен, рушиме примитивно, со копач и млатеви, така да не можеме целосно објектите да бидат целосно рушени, затоа што тоа е како резултат на недостаток на механизација. И затоа не можеме да бидеме толку активни и луѓето обично немат таков страф и немат некоја навика тоа да се штопира, него покрај сите напори што ги правиме, тоа некако поред мене има некои застои, али не така целосно како што мислевме ние у почетокот со оваа работа кога се нафана. Па отпори има, тоа е како едно непишано правило, кога на човек нешто му се ускратува, е нормално да има отпор, има некои немили сцени. Меѓутоа сами на извршување не одиме, бараме асистенција од милицијата, кои што секогаш ни излеват во сусрет, па некако тоа се спречува. Оваа местност е наречена опитно поле и тука според новиот урбанистички план е идниот центар на Кавадарци. Таму е лоцирана судска зграда, а точно на ова место е лоциран младински и културен дом кој ќе се гради во 3 етапи. Вие гледате дека скоро целата таа локација е покриена со објекти кои се изградени дива градба без одобренија и за реализирање на урбанистичкиот план, односно конкретно младинскиот дом за да се изведе, ќе се тие објекти треба да се срушат. Во првата етапа од реализацијата, точно тие 7 објекта ќе бидат срушени и тука ќе добие своите контури идниот центар на Кавадарци. Познато ли ви е дека овде ќе се гради некој младински? Никој ништо не ни кажал да се гради. Јас кога одев да прашам не ми рекоа ништо. Само не смееш да градиш, одиш и веројатно ќе си дошол. А на решението жалба давате некој? Жалба поднесов, немам одговорено ништо на жалбата. За младинскиот спомен дом е предвидена локација од површина од околу 180 хектара квадратни метри. Меѓутоа, на местото каде што треба да изгледа младинскиот дом, сега постојат 16 бесправно изградени диви градби. За 7 од нив, нашата служба донесе решение за рушење. Проблемите за рушење на овие бесправно изградени градби се многу големи. Тоа се социјално загрозени лица, доселени од град в село, кои што не се вработени, така да тие немаат место, односно немаат ни нужен смештај каде би се сместиле после рушење на овие бесправни градби. Затоа интересната заедница за станување си превзеде грижа да на овие луѓе му обезбеди барем при време нужен смештај. Така да сметаме дека проблемот со овие 7 бесправно изградени објекти, кои што ќе се рушат во првата фаза на изградба на младински дом, ќе се реши. При градењето на втора и трета фаза на младински дом треба да се рушат исто уште толку 7 објекти, меѓутоа рушењето на тие објекти ќе биде во подоснежно време. Проблемот на дивата градба толку е сериозен и комплексен, што неговото успешно решавање мора да се бара не само во парцијални потфати, туку со презентирање на програма од мерки кои го барат општото ангажирање на сите општествени структури во општината. Нужно е да се забрза целосната разработка на урбанистичкиот план и да се донесат решенија кои поефикасно би делувале во издавањето на локации и одобренија за градење. Дури откако ќе се обезбедат таквите услови, секое понатамошно бесправно градење, согласно со прописите, треба најригорозно да се спречува. Како што сме информирани од собранието на општина Кавадарци, лицата на кои ќе им бидат рушени објектите може да ја користат и олеснителната околност, приоритетност во добивањето на плацеви за индивидуална изградба. Исто така, собранието на интересната заедница изготви предлог документ кој би укажал на можностите за решавањето на проблемот околу дивата градба. Тој документ углавном
ги зафаќаше неколку области, а тоа беше прво да се евидентира состојбата каква што е, потоа да се граѓаните од дивата градба известат на база на урбанистичкото решение дали нивниот објект е див или не. Целата таа постапка е првата фаза на зафатена во овој документ. Втората област на тој документ е легализацијата на дивата градба. Целата постапка околу легализацијата за сите тие објекти кои што на одреден начин се уклопуваат во урбанистичкиот план. Третата област на тој документ е постапка за објектите што не се вклопуваат во урбанистичкиот план. Четврта област на документот е спречување на понатамошно градење диво. Пета област е постапката за решавање на имотно-правните односи со поранешните собственици и на крајот овој документ има и останати мерки кои што треба да бидат превземани према неизвршителите или извршителите на ова цела постапка. По донесувањето на ова одлука ќе отпочне процесот на решавање на постојната дива градба и спречување на понатамошната појава на дива градба во Кавадарци.